Денеска во Директно разговараме со Изет Меджити. Политичарот кој на локалните избори го победи Али Ахмети во Чаир, сега се соочува со нов предизвик. Дали може да ги победи и суетите во редовите на Вреди? Каде се движи оваа коалиција која веќе стана клучен фактор во албанскиот политички блок? Дали партнерството со ВМРО ДПМН и ЗНАМ значи стабилна владина формула или вовед во нови политички тензии пред можноста за уставни промени и европската агенда? Велам добар ден за мојот денешен гостин Изет Меджити. Добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Господине Меджити, која фотелја е поудобна? Она во Чаир или она вице-премиерската до фотелјата на Мицкоски? Са човек како ги сваќа работи, може. Како вие ги сваќате? Едното и другото. Сепак, значи, Чаирската е нешто познато. 3 мандати сум бил, познати работи. Единствено, значи, што се враќам со искуство, и второ, значи, со поддршка од владата, не само кон Чаир, туку кон сите општини. Во најмала рака, значи, секоја година Чаир добива 8 милиони евра дополнителни надвор од буџет, што можат да одат во стратешки проекти за Чаир. Но сепак ова е локално, на централно ниво е многу поодговорно, посебно во тие 15 месеци, каде што имаше турбулентни ситуации, каде што во моменти беа владините политики, борба, мислам, за легитимитет и се или во моментот не се збореше за тоа што е конкретно, туку работи од минатото, но овие избори дадоа одговор на многу прашања, се затворија тие прашања, така да сега и таа фотелја е малце поудобна во смисла во однос на легитимитет и во однос на тие прашања, но во однос на тоа што имаме ветено, што е програма, остварување, жешко. Допрва таму предстојат битките и работите. Чаир се наметна како една битка во, условно речено, тој албански политички блок. Битката што ќе го одреди победникот на изборите, но граѓаните на советничките листи сепак му дадоа предност на Ахмети. Зошто Вреди не може да се наметне како неспорен победник? Прво, значи, ако збориме во Чаир и во однос на советниците, убедлива е победата на Влен во однос на АКИ, не само на ДУИ. Ние прв пат таму имаме од 27 советници, 14 се од Влен. Значи, сами имаме мнозинство, тука се и ТДП и други советници. Така да убедлива е победата на ниво на Чаир, на Скопје. Тоа мала разлика е во тоа што Влен не по секоја цена, значи не испадна во сите можни општини, значи тие се гласови собрани од периферија што во принцип и не се материализира. Преку советнички места или многу малку кои што не значат? Ни советнички, ни градоначалнички места, значи победата на Влен е убедлива, значи ги освои речи сите урбани средини, поголемиот дел од општините, и ако е најголем губитник во овие изборите е токму ДУИ и Ахмети. Од 3-14 општини кои ги раководеше, сега има само 4 рурални општини каде што нема семафор. Значи се скроз рурални, едниот крај на другиот крај од државата, така да тоа е веќе почеток на крај, мислам, на ДУИ. Добро, кој победи во општините со мнозинско албанско население? Мислам, го знам одговорот што ќе ми го дадете, меѓутоа наративот е дека Вреди без ВМРО ДПМН во голем дел од тие општини немаше да добие победник. Дали ќе беше истата слика за градоначалници ако го немавте ВМРО ДПМН како партнер? Ние сме партнери во владата. Прво, значи, има и општини каде што без гласовите од Влен немаше да ги има и ВМРО. Мислам, не зборам за град Скопје, туку зборам пример голем уделот на Влен, значи за Чучер Сандево, за Крушево, за Карпош и за други општини. Така да има едно правило, значи не е сега воспоставено, од 90-тите до сега, значи владините партнери на локални избори се помагало едни со други и кога не бил Влен. Така било и со ДУИ, така било и со ДПА, ПДП, така да не е нарушен некој принцип, но победата на Влен е чиста и таму кај што нема македонци.
примерот Арачиново, ја мислам дека нема воопшто македонци уште во прв круг доби да одбечери градоначалникот Влен. Има такви случаеви и на други места. Има случаеви каде што македонските гласови се наклонети и кон кандидат на ДУИ. Пример во некои села, делови, така да не е црно-бело, тоа што е видливо, значи на ниво на град Скопје има 4 албански општини, 3 веќе ги победивме уште во првиот круг, Чаир, Сарај, Рачиново, ДУИ победи за малку, значи во Студеничани со независниот кандидат, и на ниво на државата од урбаните општини веќе Чаир, Сарај, Тетово, Струга, Дебар се градоначалници од Влен. И тука мислам дека нема никаква дилема кој е победникот на овие избори. Добро. Неоспорна беше коалициската поддршка што ја имавте или што си ја дававте и вие на ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН на вас. Дали конкретно во Чаир договаравте поддршка и од други партии, например некои опозицијски партии? Со Заев, например, дали имавте договор за овие се локални избори и не можеш до крај да се истераат тие коалиции. Значи, негде се има договори на централно ниво, негде тие се прават други комбинации на локално ниво од лични причини, лични конекции, така да не може на локални избори, значи во пакет да одат гласовите од тука во кај некој кандидат. Тоа што е видливо во Чаир, значи гласовите на неалбанците, тука мислам на македонци, на турци, на бошњаци, се скоро поделени 50-50. Помеѓу вас и против кандидатот? Да. Значи немавте соработка, например, со делови од СДСМ за во Чаир? Не. Таму немаше. Добро. Што значи овој резултат што сега го постигнавте? Вовет во парламентарни избори или терање на мандатот до крај? Ние, мислам, и порано и сега кажуваме јасно дека државата нема потреба од предвремени парламентарни избори. Тоа се дополнителни трошоци, дополнителни компликации. Ние имаме јасна програма, имаме ветувања и треба да работиме на нивно остварување за подобрување на животот на граѓаните. Така да не гледам причина. Но не дека се плашиме или бегаме од предвремени парламентарни избори. Посебно сега по овој резултат, каде што Влен во моментот има 10 општини, а може да има и 11-12. Дали не сметате дека без Бадентер е малку тешко да се влада и управува со државата и со процеси, особено оние кои што треба да носат закони, кои што се од реформска природа, кои што се разбира бараат не само Бадентер, некогаш и двотретинско мнозинство? Што се однесе до двотретинско, мислам тука сме скоро имаме двотретинско мнозинство како мнозинство, како никоја влада до сега, мислам во минатото. Во однос на Бадентер, прво многу малку закони се носат со Бадентер. Тоа кога се тангираат, значи идентитетот, културата, јазикот на заедниците, и ако земеме анализа да направиме, ќе испадне 2 до 3% од законите во текот на годината се со Бадентер, и во тие случаеви не било проблем, значи имало мнозинство Бадентер. Но по овие резултати и по случувањата, мислам, кои се одвиваат, веќе села испадна, значи, од коалицијата АКИ, таму има и други превирања, има индивидуалци, што веќе се наклонети и се приближуваат до мнозинството, така да ова мнозинство, ова влада, најодговорно тврдам дека има и ќе има двотретинско и мнозинство Бадентер. Ако треба да ги лоцираме можните нови коалицијски партнери или луѓе кои што би ја поддржале владата за да се достигне до Бадентерот, дали се тоа пратениците токму на села или на партиите што беа отаки како што беше ДПТ? Може да има и од ДУИ. Значи, има нови случувања, нови превирањата. Ќе ни откриете со кого по-конкретно разговарате? Овој пат нема чувство дека само изгубиле, туку изгубиле надежда. Од до сега ги држа, Ахмети ги држаше под тензија и
со ветување дека за 3 месеци се враќаме во влада, за 6 месеци, па на локални веќе победиме, па ќе предизвикаме предвремени избори, парламентарни, сето тоа, значи веќе го снема, значи нема никаква основа и веќе луѓето не веруваат на такви муабети, на такви тези и затоа се случува тоа што се случува во нивниот табор. Дали сте се Бидејќи сретнале? и сега тие не ја преземаат одговорноста за тоа што изгубија, туку прават фингиран конгрес, импровизација дека ќе прават ново раководство, нови лица. Мислам дека нема веќе време Ахмети за такво нешто. Дали сте се сретнале со дел од овие пратеници за кои што сега зборуваме, Не кои само што јас, се мислам. разочарани евентуално од Комуницираме, имаат интензивни комуникации, значи и по нивно барање, и по наше, значи не само со мене, туку пратениците се гледаат и други структури. Дали разговаравте со Села или со пратениците од неговата партија? Сега не. Сега не, значи Кога? имавме насредба, значи кога требаше Таравари да испадне од владата, но тогаш не беше спремен, значи да испадне таму. А мислевте дека таа средба беше можност Села да го замени Таравари во владата? Да. Тој не беше спремен? Не, тогаш не. Сега сметате дека е спремен? Па се случуваат, мислам, прво испадна Отаки, второ виден член, неговиот внук испадна, значи, од кај Села. Мислам дека он беше гаранција за Дуи, сега немаат ни гаранција. Состојбата во Дуи неколку пати ја начнавте, велите таму не гледате простор за некаков тип на реформи. Има ли амбиции Меджити да се врати во Дуи како победник? Не. Прво, ја не сум испаднал од Дуи адхок или не сум добил нешто па сум испаднал. Јас сум испаднал од Дуи кога тие беа најаки. Кој има апсолутна власт, има и премиер и све, не им фалеше ништо во однос на власта и позициите, но јас лично имав доволно простор како индивидуално, бев шеф на парламентарна група, подпредседател на Дуи, председател на огранокот на Чаир, така да не беше тоа лично и не испаднав од таму, значи адхок, значи од нервоза, туку имав една битка околу 7 до 8 години. Првично, значи битката беше да се одлепи од поранешното ВМРО Груевски на времето и да се отвори ново поглавје за државата и за Дуи, но за жал констатираме дека се уште во тие релации и конекции. И на крај, значи, се обидов креативно, со креативно решение, значи, како фракција да делувам во Демократската унија за интеграција, со различно мислење за некои работи, кога и тоа и за тоа се затвори, значи, како прашање, немаше можност, не дозволи Ахмети, по секоја цена одеше по паметот на Груби и другите, тогаш јавно испаднав од Дуи и се нафатив на ова. И сега, кога сме веќе тука, за мене тоа е затворено поглавје, затворена книга. Јас сум дел од Влен и со Влен сме тука. Сега работиме на унифицирање на Влен да биде еден политички субјект. Токму тоа ми е следното прашање, откако вие победивте во Чаир. Очекувано да ја префрлиме топката Да. малку во вашиот двор. Да. Бидејќи за Дуи ќе ги повикаме нормално и они да си го кажат своето мислење. Вие победивте во Чаир во првиот круг, Касами победи во Тетово во вториот круг. Дали вреди веќе ќе се позиционира како партија? Значи, албанците во Македонија од 2016 гласа анти-Дуи. Значи, морам да спомнам, мислам тоа се факти и реалности. Тогаш ја бев дел од Дуи, 2016 Дуи доби 85.000 гласови, додека опозицијата доби 120.000 гласови, но затоа што беа расепкани и е битен мислам ова даун системот, и тие добија 10 пратеници и Дуи и ние добивме 10 пратеници. Да беа обединети како сега Влен, значи тие во најмала рака ќе има 3-14 пратеници, Дуи ќе имаше 6-7 и ќе имаше влада на заев со тогашната опозиција без алијанса кој што беа.
значи не беше прочитан гласачот тука. Опозицијата не испадна над да ги надмине своите его и да се сплотат и да бидат позиција. Ние тоа го прочитавме. Значи дека политиката е уметност на надминување на суетите меѓу другото. Да, и компромисни решенија, значи е уметност на можното. Така да ние не ја повторивме истата грешка, значи работевме на унифицирање, заедно да испаднеме на избори и затоа од опозиција сме се позиција сега. И сега е второ тоа што го читам кај гласачите, кај албанците, нашиот електорат, тие бараат влен да биде едно. Значи еден политички субјект, не сакаат акционерско друштво, не сакаат ортаци, сакаат значи тоа да биде еден политички субјект. Работиме на ова. Мислам дека е време и значи прашање на време кога ќе дојдеме до ова решение. Работиме на креативни решенија, да бидат решенија инклузивни, сите да се чувствуваат победници, сите да се чувствуваат важни во тоа и мислам дека ќе успееме. Како одат внатрешните договори сега за сега од она што го знаете, гледате? Па првично, значи сите лидери во Влен кои сме, значи свесни сме дека до тука не сме дошле како мали политички партии, туку сме дошле како Влен. Значи ова е заслуга на Влен. И второ дека има добар дел на гласови или гласачи кои што не се на одредени политички субјекти кои што чинители во Влен, туку се додатна вредност. Значи тие гласаат за нас кога ќе не видат заедно, кога ќе гледаат дека сме сериозни во ова и може да се носиме со ситуацијава. И трето, сите сме согласни дека нашите политички субјекти треба да ги топиме во Влен. Сега треба да работиме на форматот, на програмата, оти ќе биде центар десно ориентирано, се работи интензивно на ова. Не можам да кажам дека сме завршиле, но има оптимист сум и со позитивна енергија, значи одиме кон ова. Кога очекувате да финишира тој процес на формирање на Влен? Не сме одредили датум, но во интерес на Влен, во интерес на нашите гласачи, во интерес и на државата, е Влен што поскоро да биде едно. И сакам да се навратам на тоа, не е многу побитен е Влен отколку индивидуалци како Изет, Билјал, Африм или Зеко или Арбен Фетаи. И второ, тоа може да биде еден критериум, фактор кој победи првиот круг, кој вториот, но не е единствен. Значи, од тие околностите беа другчи. Секаде се различни, не може да ги мерите. Прво, значи, во Чаир имаше 20 кандидати, значи, еден од факторите е тоа, во Тетово имаше повеќе кандидати. Бидејќи кој има повеќе треба да имаш 50 плюс 1 глас кон сите други кандидати и кон неважечките листови. Иако, значи, тука има појака конкуренција, така, но не ги гледаме, работиме во низ таа призма. Ние сакам да дојдеме до солуција која што ќе биде инклузивна и која што ќе ги направи сите да се чувствуваат како победници и како вреднувани во тоа. Да, го споменавте Касами. Ако ги прашаш, пример, во Тетово гласачите на Безат, ќе кажат Касами. Ако ги прашаш моите во Чаир, ќе кажат и за... Бидејќи веќе го споменавте Касами, каузата ни е Влен да биде едно. Да, бидејќи го споменавте, дали меѓу Касами и Меджити ќе се бира идниот лидер на Вреди? Па тука негде, мислам, сепак... Така течат разговорите, верувам и до сега, бидејќи... Фактор, значи сега во Тетово повеќе, а во Скопје, овие се два главни градови, мислам, кај се концентрирани албанциве и затоа работиме на креативни решенија, има, значи, повеќе решенија низ партиите во Европа, разгледуваме модели, значи, од Германија, ротирачки председател или заменик председател. Може во прва фаза и ко-председатели, има и такви, мислам, модели. Како би изгледало тоа ко-председател? Па има во кај зелените. Еве, например, вие ако сте председател, кој би бил ко-председател? Има кај зелените, мислам, во Германија, имаше случаи во Косово, движењето Гудзо, кај што беа и Вјоса Османи и Фатон Пеци, значи, ко-председатели. Едниот е потписник, бидејќи е правен субјект, мора да се подпише, но пред членството, пред јавноста и со определени ингеренции, значи, функционираат како двајца председатели.
И може да биде во ова како преодна фаза, значи не е лошо решение. Ова се во суштина технички назначени прашања за тоа како ќе се изведе тој модел, кој би бил председател, кој копредседател или Не, двајца копредседатели. или двајцата да бидат копредседатели, но суштината на спојувањето е вреди да делува како единствен политички субјект, меѓутоа и да има едно унисоно, барем во за клучни прашања, унисоно размислување, за да се надминат суетите, незадоволствата на дел од членството кои што може да дојдат од различните групи. Бидејќи вреди до сега се гледаше како една 4-партитна коалиција во која што некако како да недостасуваше кормилар на тој брод. И копредседатели, двајца, повторно не доведува до сличната ситуација што и сега, само што ќе се знае дека еден е подписник на сметката. Како ќе го смените наративот? Не зборувам како технички ќе го решите тоа. Како до сега да победуваме на избориве, значи не е лош модел и овој. Значи функционира, делува. Но ние збориме сега за тоа што е барање на... До сега вас ве држеше, да речам, целото вление, ја држеше битката против Дуи. Сега, после ова, што е она што ќе ја прави таа кохезивна сила? Бидејќи, знаете, кога е партија на власт, апетитите се зголемуваат. Кога ќе дојде колачот, условно речено, за делење. Во принцип, значи, околу програмата, околу профилирање, центар некај десно, значи, тука, речи се, веќе ги спеглавме ставовите. Во однос на моделот како ќе функционира, значи, и до сега, значи, има успех, и до сега има победа. Прво, второ, ние сакаме Влен да биде едно, бидејќи тоа ќе има повеќе апсорбциона моќ, значи кај гласачеве, полесно ќе биде и кај странци, оти тие сакат со еден телефон, не сега да се разговараат со 5-6 лидери. Значи, по-практично, по-прагматично, и мислам дека тоа на Влен ќе додаде уште 10 до 20% гласачи, е Влен да биде едно, и затоа и покрај тоа што сега завршиме со извориве, и покрај тоа што се прилагодуваме на новите функции и задачи, денови, значи, интензивно работевме на ова и ќе работиме да дојдеме до вистинско решение. Ако вие се прашувате кое е вистинско решение од овие до сега неколку што ми ги набројавте? Копредседатели или има и други, значи, например? Сега збориме, значи, и за секој од нив има про и контра, мислам, ниедно не е идеално, но ние се трудиме да ја најдеме тоа што е најприфатливо и најдобро за Влен во моментот. Ова ја прашувам зашто... Но тоа без разлика, не знам кој модел ќе биде, тоа ќе придонесе да се топат овие политички субјекти внатре во Влен. Второ ќе има, значи, заедничко председателство, центарот за информирање, аналитички тела, значи веќе ќе добие димензии на еден политички субјект. Ова ве прашувам зашто во Вреди и ден денес има тензии. Фатив едно интервју на пратеничката Саранда и Мери, мислам беше на некоја од телевизиите, и таа веднаш после тоа беше нападната на социјалните мрежи од поддржувачи на Вреди, дури и од оние официјални профили на делот Вреди коалицијата, заради тоа што кажала нешто во корист на некоја поранешна пратеничка на Дуи, например. Добре, сега ние сме има демократски капацитети, мислам, таму има и различни размислувања, не сме унифицирани таму. Дали Вреди би бил отворен за некој од кадрите на Дуи, например, кои што не се веќе во Дуи или повеќе кон членството на Дуи, каде што има во вториот, третиот ешалон добри луѓе кои што направиле огромно искуство и не им се дала шансата, значи, внатре во Дуи да се покажат и докажат и имат отворена врата во Влен. Кон овие, значи, фигурите кои што се рециклираат 20 години од позиција на позиција со голем багаж, немаме потреба. Се гледате ли себе си како председател на Вреди? Не, мислам, по се ова што кажав... Не, добро ве разбрав, меѓутоа уште еднаш сакам да ве прашам за тоа што очигледно е дека таа лидерска позиција на движењата Вреди сега се повторно двои меѓу двајца кандидати. Не, може да има и други, мислам, сега може и Зеко, може и Армен Фетај, не оспорив.
но сепак политиката се состои од, мислам, на крај од бројки и од резултативе, но ќе оставиме, мислам, за кратко време ќе дојдеме до решение и ќе биде информирана јавност. Кога велите кратко време, очекувате во наредните месец-два до желба, до желба може секој од нас да праша, секој би посакал. Кратко време кога велите во следните месец-два очекувате да се финализира постапката на некој начин? Се надевам, очекувам. Добро. Како течат преговорите или условно речено договорите со владиниот партнер за околу вашето испразнето место во владата? Вие побаравте две имиња практично на позицијата вице-премиер и министар за животна средина. Од друга страна, тоновите од премиерот се дека коалицијскиот договор е јасен. Нема, мислам, околу тоа не е проблем. Проблем е нов ресор да се направи. Без ресор, мислам, да се додаде уште на министерство. Уште едно вице-премиерско место? Нема потреба. Тоа мислам дека први вице-премиер на владата ќе биде Беким Сали, како што беше договор натре во Влен. И тој може да покрие и нешто друго. Може да биде и за евроинтеграција, може некој друг ресор, а во однос на екологија, значи таму ќе доставиме име и тоа ќе биде министер за екологија. Мислам за животна средина, нема да биде како во мојот случај. Значи ја ги имав, кај мене беа споени и двете, сега ќе бидат поделени. Добро. Дали тоа значи дека практично уште еден човек плюс ќе има во владата од вреди или не повторно 6, бидејќи Сали би преземал некој од другите министерства? Работиме, значи да се испеглаат ставовите, ама мислам дека владата ќе остане со овој број на министерства и ќе се најдат решенија во рамки на тоа ќе биде рамката. Добро, Сали беше министер за здравство во поранешната влада на СДСМ. Дали тоа значи дека повторно се гледа и Министерството за здравство? Дали го разгледувате како опциона? И може, и тоа е опција. Дека таму веќе имате ваш човек? Мислам, и таму гледаме, значи, да се најде решение во рамки на оваа рамка, да не се на овој број на министри. Да се задржи актуелниот број на министри. Имаше искри со помалиот партнер во владата, со Знам, помеѓу Вреди и Знам, и претходно, а особено после првиот круг, еден од челниците на Знам излеза со она Facebook објава, може би и лична, дека Вреди не помогнало доволно на коалиционите партнери, особено во вториот круг на изборите. Како ги гледате овие несогласувања, би рекол? Не знам кој е тој што кажал тоа. Мемов. Не знам, ја комуницирав со Максим, со Минчев, колегите во влада и мислам дека коректна беше релацијата. Не би рекол дека се беа клучни гласовите на Влен за Максим да победи во Куманово, но придонесоа за победата во Куманово. Така да не гледам и во центар се обидовме, значи, да помогнеме, но тоа беше резултатот. Мотивираноста на гласачите не беше доволно голема? Да, беше. Па не се клучни. Пример, во центар присуството на албанците е многу мал. Мислам да претпоставиме и 100% да бидат наклонети кон кандидатот на мнозинството, сепак тие се 1% од гласовите во општина Центар. Додека во Куманово, каде што се мислам, реален фактор албанциве, јас јавно испаднав, го поддржав и покрај некои несогласувања во минатото, што е нормално, значи ние сме во владата заедно, но не сме едно. Значи во некои прашања имаме различни размислувања, но и покрај тоа имавме политички договор како владини партнери да се помагаме и јас тврдам дека Влен го помогна Максим и мислам дека беа клучен придонес за неговата победа. Така да други ставови, не знам ни кој е, дали е член на председателство или која функција има во Знам човекот, не знам од кој пободи го прави. Ако е директорот од ПИОМ, тој цело време нешто има проблем со Влен, но не ги знам реалните причини. Дали има некоја соработка или линија со ДУИ, оти гледам таму протежира луѓе од ДУИ и
Тоа е негов личен став. Не мислам дека е став на знам. Подоцна имаше соопштение од партијата дека е тоа негов личен став, односно Не е прв пат. Значи, во неколку наврати он има проблематични ставови, но тие се оградува дека се негови лични ставови. Добро. Следат доаѓаат избори во Гостивар, Врапчиште и уште неколку општини кои што не добија избори, кои што не успеа да го исполнат цензусот. Ќе настапите ли со своји кандидати секаде, со оглед на тоа што во Гостивар имаше огромна разлика меѓу кандидатите на НАИ тогашна и Вреди? Добро, прво мотивацијата кај нив веќе не е тоа дека ако ги победат општините, тоа ќе предизвика предвремени парламентарни избори. Во тој период тие толку ги убедуваа луѓе дека се враќаат на голема врата, па почнаа да делат и позиции, кој ќе биде директор, кој ќе биде министер, кој заменик. Тоа беше лажни ветувања и мислам дека тоа сега веќе не им поминува. Второ, како влада, мислам, во овие 15 месеци докажавме дека ги сакаме општините, ги поддржуваме општините и ги заслужуваме општините, така да ова ќе биде порака и за граѓаните во Гостивар и Врапчиште, кои нема да бидат полигон за политички експериментирања, туку ќе се престројат со другите општини за да придобиваат и да се работи за подобар живот на граѓаните во тие две општини. Ја очекувам дека се менуваат работиве. Исто така, значи, треба да се има предвид дека веќе Аки не е една. Села не е внатре, Таравари и Дуи, не знам во кои релации се, така да почекаме да видиме колку кандидати ќе има. Но ние кажете може да има и повеќе кандидати од повеќе партии. Ние таму ќе имаме кандидати. Како и во Врапчиште и во Гостивар. Добро. Извештајот на Европската комисија наметна неколку важни прашања, пред се обврската за менување на уставот. Сега нема да ве прашам ништо затоа што ќе повикам реклами, но ова е следната тема на која што сакам да разговарам. Тоа се владините политики и како сега кога оваа коалиција ја има речиси целата власт во државата, ќе се однесува во наредниот период. Одиме со реклами па се враќаме во студиото. Во студиото на Телма со Изет Меджити. До сега разговаравме повеќе за партискиот живот, би рекол, отколку за државните или работите кои што владата треба да ги направи. Ајде сега да се насочиме малку на ова. Го споменав извештајот на Европската комисија, таму има повеќе детали што треба да ги разгледаме, кои што детектираат слабости во функционирањето на системот, на државата вкупно. Но да тргнеме со она што и таму беше исто така потенцирано, а тоа е можноста за деблокада на европскиот пат, а тоа оди преку менување на уставот. Пред изборите, зборувам за парламентарните избори, велевте ќе влеземе во влада ако за 6 месеци се смени уставот. Па потоа велевте дека ако за 1 година се смени уставот, сега веќе не велите ништо, нема некакви временски рамки, што нормално не ве окривувам за тоа, него туку ве прашувам како да се отвори ова прашање за да се откочат и реформите кои што се потребни. Прво цениме дека нема друга алтернатива за државата и за граѓаните. Тоа е во врвен приоритет на ВЛЕН, но верувам дека и на владата. Има интензивни разговори со нашите стратешки партнери кои сака да го олеснат овој процес и мислам дека е време, значи, да се работи посериозно, значи, во овој дел. Министерот Муртезани најави седнување на маса не само со стратешките партнери, туку конкретно и со Бугарија. Да, има некои чекори. Премиерот вели после нова година, еве нова година за 1 месец, има ли реални придвижувања на терен во директни разговори со бугарската страна? Мислам дека веќе има некои чекори и значи нашите ставови и чекори се прогресивни, позитивни и очекуваме, значи, да се возвратат со иста енергија и од другата страна.
Така да веќе има некои... Мислите дека иницијативите се повеќе од македонска страна во моментов? Бугарија е таа која што, да речеме, не одговара најревносно или обратно? Се работи, значи и со меѓународниот фактор, но веќе се почнати се средби, диалози, очекувам дека тоа ќе придонесе сепак на крај на маса треба да се најде заедничко решение. Добро, кога ќе речете средби диалози, еве до пред кратко бевте што се вели вице-премиер, тоа значи дека ресорните министерства, како што се надворешни работи, евроинтеграции и останати кои што можат да имаат удел во тоа, разговараат на конкретни модели и решенија за да се добијат гаранции дека во иднина нема Бугарија да блокира за прашања кои што се надвор од рамката, или? Тоа се веќе преговори. Мислам, во овој период повеќе на тоа да се одмрзат работи. Прво се разговара за заеднички проекти, инфраструктурни проекти. Тунел. Значи, да се нормализираат односите и нормално на маса се разговарат секој со своите позиции, но очекувам дека ќе бидат конструктивни и ќе дојдеме до заедничко решение. Албанија граби напред, како што гледаме, Црна Гора уште понапред, Македонија стои во место. Значи, не попусто се наметнува ова прашање. Очекувате ли посилна афирмација од страна на вашиот коалициски партнер, поголемиот коалициски партнер на ова прашање, за да може да се деблокира прашањето и што вие правите за да тоа се наметне? Ние сме многу заинтересирани и предонесуваме во овој процес, посебно по ваша Албанија чекори напред, значи тоа е дополнителен притисок на кај албанците тука и по тоа што гледам, мислам дека нема друго решение, нема друга алтернатива, единствено решение, значи во преговори да се изнајде решение кое што ќе биде во интерес на двете држави. Ќе се чувствува како вин-вин. Рековме, временската рамка на посилно почнување на тие преговори или разговори е после нова година. Веќе е почната, меѓутоа за нешто посилно или по-детално каде што ќе може да се разговара на некои решенија. Од нашата страна, значи има волја, има позитивна енергија да чекориме, да седнеме, да преговараме, да најдеме заедничко решение. Дали можете да дадете... Очекувам и се надевам дека и од бугарската страна ќе биде исто. Дали можете да дадете ветување дека Македонија ќе отвори преговарачката рамка пред Албанија да ги затвори преговорите? Не, сега мислам да не калкулираме во тоа, Албанија за една година би можела да го затвори преговарачкиот процес, колку што знаете. И ние се радуваме на тоа, бидејќи сепак е наш сосед, че имаме плюс еден лобист натре, така да не гледам нешто лошо во тоа, но работиме и ние да го фатиме тој чекор. Сега, датуми, рокови не би дал. Мислам, тој што даваше кај нас веќе не е дел од мнозинството, тоа беше таравари. Да побарам некоја ваша изјава од тоа време или нема да најдам? Не барај. Добро, ќе оставиме за после емисија. Меѓутоа, наративот и вашиот, и на таравари, и на сите кои што во тој момент беше дека Македонија мора да чекори со брзи чекори напред, така да претпоставувам нема да избегате од тоа што сте го кажале. Напротив, значи сега тврдам дека... Или вие тогаш не сте го демантирале таравари кога тоа го кажа? Најврвен приоритет значи на Влен е европската интеграција. Во се друго да бидеме добри. Ако во ова не чекориме, значи ние не можеме да го оцениме како успешно владење или успешен процес. Добро, претпоставувам сличен ќе биде одговорот и на ова прашање. Македонија, ако продолжи овој застој, останува во друштво на Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово и Србија во однос на европскиот пат и со тоа влегуваме во трета група практично на земји. Бевме во првата, сега се надевавме на втората, а влегуваме во третата. Јас се надевам дека од почната, мислам, одмрзнат е процесот, почнати се средбите, да се надеваме и да работиме на тоа, побрзо да дојдеме до решение. Што ќе се случува ако ова прашање нема решение, еве под ваши услови, побрзо или не побрзо? Дали се можни предвремени избори во тој случај? Јас сум оптимист дека ќе има решение, значи се работи на тоа.
од контактите ваши со во владата или од контактите ваши со меѓународните Севкупно, представници? Мислам, и тоа и тоа. Добро. Во извештајот НЕК има сериозни критики за правосудството и борбата со корупцијата. Што е вашата оценка? Дали оваа влада има капацитет да испорача во овој дел нешто повеќе од она што досега е испорачано, бидејќи го видовте, го прочитавте, претпоставувам, делот од извештајот НЕК што за ова се однесува? Извештајот треба мислам сериозно го сваќаме, има заклучоци и треба се работи на тоа да се подобрување на тие политики. Не дека не се работило, но се согласуваме дека поинтензивно и по-сериозно да се нафатиме на борбата против корупција и реформскиот дел од правда. Тоа значи дека ќе мислите и очекувате дека ќе има во ресорот правда ротација на министри? Очекувам дека сериозно ќе го сватиме извештајот и да има сериозен учинок во тоа, значи многу подобрување. Добро, зошто досега не го свативте тоа, еве, како влада, па и како еден од фронтмените на вреди? Не се согласувам дека нема значи напредување во овој дел, имаше и процеси, и затварања, но сегаш може подобро, така да гледаме дека тоа не е доволно, можеби почеток на владење, последици од минатото, некои работи треба и време, мислам да се бидејќи судството сепак не може да се смени преку ноќ. Мислам има процедури, имаат некоја автономија, треба по процедури да дојдеме до најдобрите и заедно значи да ги тераме овие процеси. Кога зборуваме за правда, секогаш мислиме на неселективна правда. Да. Управата за финансиска полиција испорача кривични пријави за блерин беџети во Сарај и за 8 службеници. Таму ќе повикате ли финансиската полиција за ревизија, например, и во Чаир, за да се нема впечаток за селективно постапување? Чаир беа цело време, значи посветени и потребно и повеќе од тоа потребно. Добро, што беше ова одмазда тогаш што се случи со блерин беџети? Не, па тие се факти. Мислам, тоа се јасни процедури. На ниво на кривични пријави се, да, ќе видиме понатаму како. Значи, судството што ќе каже. Во Чаир, значи, и градоначалницата поранешна на градот Скопје, скоро со ништо друго не се бавеше освен со Чаир. Исто така и со дел од судството и обвинителството што беше под нивна контрола. Значи, по секоја цена сака да наметнат промена во Чаир, оти знае дека тука ќе биде дербито. Значи, тоа беше политичко битка. Ако има нешто, значи, тие и досега имале пристап и пак може да имат. Добро. На крајава, значи, Чаир беше одреден период и опозиција. Дивоградбите во Чаир, вие рековте дека тие се дел од политичка битка, неколку пати го споменавте. Голем дел од тие дивоградби се изградени во времето и на минатите градоначалници, во време и кога вие бевте градоначалник. Предпоставувам дека сега ќе дадете одговор дека не е само Чаир, секаде низ државата има дивоградби и тоа е точно. Меѓутоа, еве, што со Чаир? Што ќе правите со тие дивоградби, бидејќи решенијата се или е легализација или е уривање. Значи, статус квото никому не му одговара. Прво, нема случаеви каде што има злоупотреба на позицијата, бидејќи во Чаир се плаќаат најскапи комунали во државата, и кај легалните градби и дивоградба, значи да плаќаат над 130 евра за метар квадрат. Комунали? Комунали. Како може да платат комунали ако е дивоградба? Кога се легализира, значи... Зборите кога се легализира? Не, јас зборам и за легален објект, и за дивоградба, ако е колективно станување, се плаќаат значи исти комунали, исти давачки се. Значи нема никаква разлика во тоа. Значи не е прво не е финансиски не е оштетен буџетот на Чаир и на градот Скопје, што не е случај во Сарај. Значи таму има по 1 евро легализирано стамбени згради. Значи тоа е директно злоупотреба и оштетување на буџетот на општина Сарај и на градот Скопје милионски суми. Такви случаеви нема, значи во Чаир, а во однос на дивоградбите, Чаир е 6-та општина на ниво на град Скопје, 9-та на ниво на државата,
Како ќе биде решението, значи за 400.000 објекти кои што биле во минатото и 200.000 објекти сега на ниво на државата, исто решение ќе се имплементира и во Чаир. Но 5 пати се менуваше законот за легализација на дивоградби и ние секоја година имаме нови дивоградби. Ја сега збориме ништо посебно за Чаир. Тоа што ќе важи за Крива Паланка, за Струмица, за Струга, Дебар, тоа ќе важи и за Чаир. Добро, што ќе предложите вие како градоначалник на Чаир? За да важи за целата... Не, мислам дека е наметната тема, бидејќи прво Чаир и кога не било Чаир, значи било стариот Чаир, цела Дижонска било дивоградба. Значи пред да биде општина Чаир од 2005-та, значи збориме во делот, ја памтам како дете, значи 89-та, 88-та, стигна проблемот до Београд за рушење. Значи од Дижонска почна да ја преименуваат на Рушонска. Значи не е проблем од вчера. Второ, на ниво на државата има 500.000 дивоградби, така да не може да кажеш дека све друго е окей, ако што ги има, што правиме со Чаир? Што ќе правиме за цела држава, тоа ќе правиме у Чаир. И тоа е одговорот. Ако има уштетување на буџетот на Чаир, Скопје, државата, има органи, мислам, може да постапат. Да, еве, јас ве прашувам вас што вие предлагате да се прави во однос на тоа прашање. Или што би предложили, или како размислувате, ајде. Во овој дел, значи мора да точно имате конкретно решение денес, но да, значи точно е детектирано дека ова е проблем на ниво на државата и ова било порано ингеренција на транспорт и врски на зборам пред 2005-та. После преминало како ингеренција на општините. И кога се направил тој пресек од транспорт на општините, Македонија имала негде околу 400.000 дивоградби, објекти. И ако сакаме да го решиме и искорниме овој проблем, значи не е проблемот кај легализација, се донесуваат 4-5 закони и пак еден добар дел се реши, еден добар дел остана. Значи можеме да кажеме пола. Значи треба да гледаме проблемот во сршта. Зошто доаѓаме до овој проблем? И во европски држави, и во Соединетите Американски држави нема процедури толку тешки, значи како кај нас при добивање на дозвола за градба или применување на ДУП или детален урбанистички план или ГУП, генерален урбанистички план. Значи тука е премногу детално тоа, комплицирано и затоа луѓето не може негде чекаат и 5 години и 10 години за таква инвестиција и на крај значи се одлучуваат и покрај тоа што треба да дадат исти давачки да градат на диво. Значи ако сршта на проблемот треба да олесниме процедурата за добивање на дозвола за градба. Ваква процедура нема во регионот, нема ни во европските држави. Добро, вие сте 30 години во дел од политичките структури во Македонија. Се надевам дека сте можели порано ова да го адресирате, меѓутоа сега како дел од владата имате реална шанса да го исполните овие работи. Мислам дека тоа ме праша решение е ова. Значи ако сакаме да го искорниме проблемот од решение да олесниме на граѓаните да дојдат полесно до дозвола за градба. Тоа не значи дека во индустријска зона може да граѓат куќа или стамбена зграда, но ако е индустријска зона, да биде многу полесно човек да изгради таму фабрика. Или пак во зона кај што е за домување, да не биде толку комплициран или да чека за инвестирање 5 години, 10 години и да се на крај или да се откаже или да гради диво. Системски слабости на државата, тоа беше дел од извештајот на Европската комисија со слаб напредок или без напредок во голем дел од областите. До кога сметате дека како коалиција на власт ќе имате комотна позиција да толерирате ваков тип на извештаи и граѓаните да ги толерираат ваквиот тип на извештаи со оглед на тоа што веќе имате, би се рекло, и апсолутната власт, зборувам како коалиција? Да, делумно се согласувам, но треба да имаме предвид дека во минатите години добар дел, значи, од професионалците, од луѓе, значи, со добро искуство избегаа од државата. Значи, отидоа по добри понуди, значи, по европски држави и подалеку од тоа. И мораме, значи, како држава да направиме посебни напори да дојдеме до квалитетни кадри, до професионалци
И воедно, значи, да пазиме, значи, при позиционирање да бидат пред се добри кадри, а не партиски подобни. Добро, тоа е убаво речено, меѓутоа за да се стигне до тоа, веројатно има многу чекори, затоа реков, до кога ќе се чувствувате комотни во овие фотели, еве во која и да сте во моментов, меѓутоа како еден од фронтмените на коалициониот партнер, претпоставувам дека сваќате дека тоа нема да биде одржливо решение на долг рок. Самиот факт што го има во извештајот, што го дебатираме вечерва, значи тоа е аларм, значи, за сите нас да се подобриме во ова. Но не сакам да укажам дека не е толку лесно, веќе добар дел од умот од квалитетните кадрови, значи, избегаа надвор. И треба да нова стратегија да креираме и да создадеме добри и тие да бидат на позиционирани. Каква оценка би си дале сами на себе како министер за животна средина? Па се тоа мислам... Дали сте задоволни од тоа што го сработивте или мислите дека требаше подобро? Можеше и подобро, но воедно ја бев и прв вице-премиер во многу тешки околности, значи при прва промена во албанскиот кампус после 20 години, вице-премиер прв, но не со твои министри, значи министри од Влено, еден од Алтернатива, друг од Беса, третот таму. Не е баш едноставно и бројките не беа во наш интерес. Бидејќи политиката ја диктира, на крај крајва ги диктираат бројките, ние немавме такви околности. Имавме една силно ВМРО кој што со знаме има 65 пратеници, едно СДС многу слабо и воедно, значи 15 месеци на врат ни дишеше Демократската унија за интеграција со непринципиелни, значи некогаш добро, тоа е и дел од опозицијата, но некогаш и претерува по секоја цена да се стварат лажна перцепција дека губат албанциве, губи албанската кауза, имајќи предвид дека тие 20 години има инсталирани и по медиумите, и по аналисти, има поддршка и од Албанија по медиумите и надвор од тоа. Значи, беше една борба да дојдеме до вистинската перцепција, мислам. Сака да кажете затоа не можевте да бидете целосно фокусирани на ресорот кој што го води. Да. Господин Меджити, ако може да биде тоа оправдување, но мислам дека не би требало да може, меѓутоа тоа е вашиот животна став. средина, мислам треба добива приоритет, значи во однос на минатите години, како што иде, значи секоја година и заради приближување кон Европска унија и кон нивните стандарди, мислам животна средина ќе биде еден од клучните ресори, значи во било која влада. Господин Меджити, ви благодарам што бевте денеска дел од Благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите.